Вистинска драма на борба за живот и смрт се одвивала неудамна на патот помеѓу селата Пантелеј и Злетово, кој поминува преку редестите предели на Осоговските планини. Настанот има неколку верзии, но во суштина се работи за вистински случај кој имал необичен исход. Еве една од нив од човек кој го познава Стефчо, кога го затекнавме кај сервисер во Чешиново, каде возилото чека да биде поправено. Гудото е исклучило големото тоа што е било. Ние кучивме, удариме го, нели, со задницата се заврте и со завод тука направи дупка на вратата на колата. И толку после викнава милиција. Штета голема, те го гледаш, ударено. Да. Браник, светло, узгоре во хаубата, тоа се. Извесен Стефчо од соколарци движејќи се по асфалтниот пат од Злетово кон Рајчани, во еден момент забележал крд од диви свињи кои го поминуваат патот. Возбуден од несекојдневната гледка, не забележал дека пред него се појавил уште еден вепар, поради што сударот бил неизбежен. Немајќи време да реагира и закочи, тој со своето возило Опел Астра удрил во дивечот, при што ја отворил неколку метри. Но дивата свиња се разбеснела и се вратила да го возврати ударот. Со цврстата вилица и острите заби одрила странично во возилото, а еден зап го пробол лимот од вратата и направил голема дупка. Откако видела дека нема лесно да го уништи возилото, а притоа останала и без скршениот зап, свињата побегнала од местото на сударот. Стефан, возбуден и подисплашен, се јавил во полициската станица во Пробиштип со цел да се изврши увид на оштетувањата на автомобилот, кои не биле мали. Покрај полицијата дошли членови на ловното здружение од Пробиштип, кои ја пронашле повредената свиња на 100 метри оддалеченост и ја застрелале. Според слободна проценка, предизвиканата штета врз Опел Астрата надминува 1000 евра, а за утеха соколарецот Стефчо добил дел од месото на дивечот како компензација.